Представници на неколку фирми кои се заинтересирани за условите што Република Македонија ги дава за инвестирање, денеска во посета на Пелагониско-Преспанскиот регион е група на бизнисмени од Турција. Со посредство на представници од Федерацијата на фармери на Република Македонија остварија средба со градоначалниците на Битола и Ресен. Заинтересирани се за инвестирање или во областа на градежништвото, или во областа на производството на добиточна храна, или за konfeksiyoniranje na ovoši i zelençuk. Manastır'da sanayi ve ev yapmayı düşünüyoruz. Sanayi tesisi ve ev yapmayı düşünüyoruz. Заинтересирани сме за изградба на куќи и индустријски објекти, вели Етем Улкуташ од ЕТМ Architects Construction од Измир, Турција. Претходно посетиле и други земји, но оствариле средба со министерот за земјоделие на Република Македонија при неговата посета на Анкара. Од тогаш започнале контактите и конкретните чекори за проценка на теренот. Ние ги понудивме и Битолскиот и Преспанскиот регион како региони во кои што едниот има потенцијали за градежништво и во делот на исхраната на животните. Во Преспанскиот регион зборувавме дека таму има овоше и зеленчук и тоа се потенцијалите кои што значи долго време ги разговараме, луѓето го истражуваат целиот пазар, дефинитивно сака да инвестираат таму каде што најбрзо ќе ги вратат парите. Ресенската општина на потенцијалните инвеститори им го нуди откупно дистрибутивниот и собирен центар во местноста Макази. Битола пак може да одговори на сите нивни интереси. Можноста за откупно дистрибутивен центар, комплетно инвестирање во така наречениот кванташки пазар, изградба на фабрика во индустријската зона Жабени или изградба на домови или згради во касарната. Ова е веќе втора посета во релативно кус временски период од корпорацијата Екинтарим Agriculture Construction од Република Турција и веќе гледаме една огромна заинтересираност на луѓето кои што дојдоа тука, на делегацијата за инвестиции во Република Македонија, односно по-конкретно во општина Ресен. Она што беше наша заложба, она што ќе биде наша интенција е да се привлечат што повеќе инвеститори, дали домашни или странски инвеститори без разлика, кои што ќе инвестираат и кои што ќе градат капацитети каде што би се отвореле нови работни места, а едно од тежиштата врз кои што ќе биде ставена нашата проекција за развојот на Преспа секако е изградбата на откупно-дистрибутивниот центар за јаболка, кој што треба да се изгради на просторот Макази во рамките на индустријската зона која што е предвидена на ова подрачје. Натаму се интересира значи градежништвото, една фабрика во тој дел и се разбира во она што како земјоделие е нивни домен, ладилници, каде што ние исто така се понудивме со нашиот откупно-дистрибутивен центар, односно условите кои што ги даваме за изградба на еден ваков центар. Им кажав дека имаме детален урбанистички план и се разбира, укажав на сето она што го имаме како инфраструктура таму, во делот на индустријската зона Жабени и она што треба да се донаправи во делот на касарната. Денеска овој дел од состанокот, вториот дел практично, ќе го поминат да ги видат овие површини, да ќе одат до индустријската зона Жабени, ќе дојдат до касарната и едноставно се надевам дека она што ќе го видат доколку се вистински заинтересирани, доколку сакаат навистина да инвестираат во овој регион, убеден сум дека ќе се одлучат за Битола, затоа што убедливо она што го нудиме ние како поволност, не секаде го има. Значи имаме и парцели готови, имаме инфраструктура во најголемиот дел, во индустријската зона потполна, 100% инфраструктура имаме, така што доколку се навистина заинтересирани за изграда на фабрика, јас сум убеден дека ќе се одлучат и тоа ќе го направат во Битола. Посетата на овие турски бизнисмени е во тек. Посетата на индустријската зона и касарната ја оставија за крај, а потоа ќе започнат нивните анализи на економскиот дел од инвестициите. Конкретното решение ќе го донесат по околу 2 недели, за кога повторно најавија средба со градоначалниците од Ресен и од Битола. Посетата на овие потенцијални инвеститори е резултат на соработката на стопанските комори на двете земји.